Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание. Понеделнички вака стартуваме оваа недела со мојот драг пријател Радан Митровиќ. Значи, вечерва емисијата ја посветуваме на астрономијата. Радан, добро вечер, многу ми е драго што се гледаме еве после крајот на војната. После војна, пред војна се видовме, ковид војна, еве после војна се. Како ја преживеа? Добро вечер на гледачите, прво да им посакаме. Да не дружат, се надам дека ќе им бидем интересни. Така. Поводот за вечерашново гостување после подолга пауза е повторно што Скопското астрономско друштво започнува со воведниот курс по астрономија, како и секоја пролет. Да. Па ташно пред 2 години, ние требаше на 2020 да почнеме со 17 март, требаше да почнеме со курсот, на 11 март се изгаси ковид, изгаси целата држава и не само на целиот свет не изгаси. И едноставно до еве да кажеме до 1 март немаше никакви активности. Од 1 март почнавме со планетариум, неколку предавања, па онда сега почнуваме со курс кој ќе почне утре на електрофакултет 20 часот, така да кој сака нека помине. И таму негде во мај може најверојатно ќе имаме и курс за деца. Тоа ми е некако најмило затоа што тоа е моја публика која највише сакам, затоа што добивам многу добри неочекувани детски прашања на кои буквално ме изместуваат од равнотежа и ме тера да се замислам навистина онака има прашања. Како се нарекува тој курс? Исто воведен курс за астрономија за деца? Не, овој воведен курс е за возрастни, а овој е баш така курс за деца. И тој ќе биде таму после 1 мај, некој ден ќе видиме. Затоа нека не пратат сите наши активности, ние ги објавуваме на нашиот сајт Астрономија.мк или пак уште повише на нашиот Facebook page, како се Скопско астрономско друштво, на Инстаграм сме. Како се вика? Па така се малку се збори. Еве да, еве го тоа е, значи нашиот како се вика Facebook профил. Facebook профил. Да, Facebook профил и има и на Инстаграм сме Астро Скопје. Така да често таму. Значи инфлуенсерки, но мене ме интересира повеќе вашата веб страна каде што има сериозни текстови, анализи и мислам дека она све што е ин во астрономијата вие го следите, го преведувате за го преведуваме, да, од левата страна ја баш имаме тука кај што пише популарни, тука ни се актуелни работи. Јас би препорачал на луѓе, често не прашуваат кај што пише популарни тука десно. Тука имаме рецимо убици на хоби какви телескопи да купите. Доста често луѓе не прашуваат како телескоп да купат. Еден многу фин текст кој ќе ме прашат луѓе како телескоп да купат, обично ги насочам на овој линк, им давам овој линк да прочитат. Така да тоа имаме какви телескопи да не купите. Да, затоа што да, луѓе обично, особено оние што се малку подобро материјално ситуирани, за нив не е проблем да, и онда знаат да сгрешат со цена. Не е проблем, дај ми доволно најскап. И тоа не само кај за деца, и за возрастни, јас сум приметил со многу луѓе. Често пати си кажувал дека бидејќи ти си често и на плоштадот со твојот телескоп, телескопи ми се пасија, телескопи но и сам викаш дека не е секогаш решение најскапото да го купат. Апсолутно. Зошто е тоа така?
Затоа што исто како така, мислам, ако сакате да почнете да учите гитара, сигурно нема да земете некоја гитара која стира Dire Straits. Или некој си да. Сигурно ќе сакате да земете нешто подобро, нешто што е поевтино, па да видите дали тоа лежи или не. Исто така исто телескоп. Мислим дека тој јас стално го препорачувам 6-инчни Dobsonian телескоп кошта у Грција некаде околу 400 евра. Тој не е многу. Тој не е многу, да. Оно што го викаат баш backyard astronomy? Backyard astronomy, тој е толку добар телескоп што не можеш да го поквариш, нема никаква електроника, релативно лесен за носење, може да го користи дете од 5-6 години без никаков проблем. Едини начин да го пропастите, да го, не знам, да го фрлите од тераса од не знам кој кат или да земате чекани Дали на него се гледа директно или директно, све директно, не, да. Све е директно. А дали може да се монтира, на пример, најинтересната работа е да фотографира? Може, дали да, може мобилен да се... Може, ама само за месечина и евентуално за планети. Не можете значи маглини, галаксии не можете. Али пример месечина може. Месечина може, затоа што е доволно сјајна, за да пошто сега ќе ви кажам, значи ние кога ќе поставиме телескоп, нашата земја ротира, тоест ние гледаме како звездите да ни се движат. Така. А всушност не се работи за тоа, него тие си стојат таму, релативно стојат. Ама ние се вртиме околу своја тоска. И тоа вртењето, ако ставите телескоп, имате неколку делови од секунди или неколку секунди за некои објекти да сликате. Пример, месечина доволно е силна за да можете, пример, со една 200 од секунда или една 500 од секунда да ја сликате. И да има бистра фотографија. Тоа нема. Со мобилен телефон може да купите за Али галаксија треба малце од 5 евра може да купите држач за мобилен, да ставите на телескоп и да сликате неверојатни слики на месечина. Или ако си снимате како јас, но и од рака, клик. Јас сум правил од площад такви слики, може да не секој вечер може. Но ако сакате да сликате подолго, onda ви треба Значи кога е со подолга експозиција. Тогаш пазите, за наблюдување не ви треба многу скапа опрема. Да. Тоа што купите за наблюдување, тоа ви кажав 400-500 евра, ако сакате да сликате, одма пута 10. Во суштина најмногу заради електрониката, не за оптиката која ќе прави милиметарски поместувања, прецизни движења. Тие прецизни движења се строго координирани со движењето на планетата. Да, значи пазите, ви имате... А како се калибрира тоа, баш ме интересира. Дали е тоа со GPS или координирано? Можете да ставите GPS, меѓутоа денеска сите го имаме у джеп GPS. Значи сите го имаме, така да зашто да плаќаш $200 или $300 посебно GPS, само инсталираш бесплатна апликација на телефон која ти кажува кај се наоѓаш, ти кажува у икста децимала која не е уеба, и кој ќе дојдеш ти само позиционираш телескоп, му кажуваш на телескоп. Ти се наоѓаш во оваа точка, му пишуваш координати, му кажуваш денеска сега е толку сати. И он знае толку сати, и он знае апсолутно кај се наоѓа и што гледа. И онда буквално има програма, му кажува дај ми оваа звезда и те однесе таму и ти му само изненадишани звезда и кажеш тоа е оваа звезда, еве ти друга звезда, и он со тие две звезди се друго знае. Ти само после пример сакам две му треба, значи две. Може со една, ама две е попрецизно. Јас преферирам да, а може со една. Мислев дека три треба, но уште подобро. Може не, он ти прави една звезда, ама јас повеќе сакам две, понекогаш и три му ставам за да бидем попрецизно, за да може да биде на pinpoint да ми каже. И после тоа кога ќе наместам ти две, сега има уште нешто ново. А тоа се вика plate solving, тоа е ја уште сега почнав да учам тоа, ама го гледам моите колеги. Повтори? Plate solving е у принцип решавање на површина. Значи он прави фотографија и кој ќе направи фотографија. Plane solving. Да, plate. Да. Добро. Како plate solving. Ја така мислам, пошто мој англиски може да и още сум го разбрал. Он прави фотографија и на основа на таа фотографија која ти си му задал, он знае каде. Буквално знае каде. Точките ги знае, кај звезди кои ги знае. И ти кажува, аха, окей, ти си тука, и сега онда ти дава еден програм тамо што се вика ASIR, и он ти дава буквално онака држиш како се вика телефон или таблет. On the speed of light. Не ти ги дослушувам зборовите. Ама гледај се, значи ти ништо не гледаш, ти само да гледаш слика и он ти кажува иди наваму со телескоп, мал се мрдни го овој шраф, мал се мрдни го овој шраф, и на крај има смајли. Така. Ако кој ќе дојде до оно што е он задоволен, значи компјутер е задоволен, кажува смајли, окей, сега си толку добро наместен што можеш да фотографираш. Значи за аматери перфектно е. За аматери не, ама малце ајде да кажеме
ама нака појаки е материја. Сега мора признам дека ја учам. Мои професори Горан и Саш мора да ги поздравам оваа прилика. Професори Па твои? ја ги така нарекам, многу понапредни астрономи за астрофотографија од мене. Така. Кај нас сите што се астрономи се во суштина аматери. Ние немаме професионални Имаме на факултет. Имаме на факултет професори кои се занимаваат професионално со астрономија, меѓутоа тоа више на наука. Значи они си работат, ја знам рецимо користат телескопи од Србија, податоци боле речено, они нивната работа ја дават на обсерватории да им работат во Пловдив, има близу во Бугарија, и во Србија близу до Ниш, на Видоевица, и они в принцип ниеден астроном не работи во обсерваторија. Сите они работат од дома, а на самите обсерватории си постојат инженери кои ја ти кажам сега, Јанко, ти сега ќе ми опериш телескоп таму, ќе сликаш објект така и така, тој објект со експозиции тие податоци што ги ти добиваш, што ги добиваш ти, после тоа ми ги праќаш, јас си дома седим у спална, си вртам, си кликам и така. Радан, или ова е голема критика за мене што толку години со тебе инсистирам, а не поканив некој од тие професори. Време е да поканам некој од нив. Па разговарај со тие, да, ќе ми помогнеш малку да стапам во контакт со нив. Ја не ги познавам, но заслужуваат сигурно и треба малце да се популаризира нивната работа. Јас можам да ве спојам, не е никако проблем. Благодарам. Мојата благодарност, не само од моје име, туку и од јавноста, е што вие упорно постоите како Скопско астрономско друштво колку 1-2 децении, ако не и 23-та година сме оваа година. Така, и ако можам да кажам и да констатирам дека имате позитивно влијание врз општеството и луѓето, ако ништо преку ништо друго, туку дека во продавниците има се повеќе и повеќе телескопи. Од никакви до навистина многу потребни. И тоа мене ми кажува, бидејќи идеш во продавница која никогаш што продава шпорети и гледаш телескоп. Тоа значи дека веќе интерес има се повеќе и повеќе. И тоа се луѓе и генерации кои вие сте ги едуцирале. Телескопи ние за жал немаме Само специализирана продавница. Да ви се заблагодарам на вас како Скопско астрономско друштво, бидејќи вие ова што го правите, нити некој ве плаќал, нити ве спонзорирал, само од љубов го направивте и ова е голема работа и мислам доста беше со тоа. Време е малце да ви се даде некаква институционална форма, бидејќи заслужувате. Чим има олку интерес, вие заслужувате нешто повеќе. Тоа е мое да се кажам. Би било убаво, би било убаво кога барем не би морало да се, ние пример во овие 2 години да имавме апсолутно никакви приходи. Така да мора да се заблагодарам на самите членови на друштво кои укинавме членарина, ама воведовме нешто како што е донација, па луѓето видоа дека сме така малце во некоја стиска финансиска, така да самите членови изнесоа поголем дел од теретот со така донирање и се одржува таа опрема што имаме и така натаму. Така да сега почнавме конечно, излеговме пред неколку дена, излеговме, може да кажем некоја позитивна нула. Сме сега така да мој сон е што кажеш ти да бидеме збринути од да кажеш или од градот или од државата, да јас не морам да барам од луѓето пари да ми доаѓат на предавање. Него кој сака да научи нешто за астрономија, би платил нешто, како се вика, некој си основен кит, кој, например, ние сега плаќаме 2200 денари за курсот. Тоа што би доаѓале, би плаќале луѓе 400 или 500 денари би плаќале за курсот. Така да се затоа што сум јас исклучително против нешто што е бесплатно. Пример, ова кој ќе слушам бесплатен превоз во јавни автобуси. Нека биде денар, 2, ама 5, ама плати го. Денар 2 или 5, ама да не биде бесплатно, затоа што по моја девиза тоа што е бесплатно нема вредност. Затоа што никој нема да се заангажира за нешто што е бесплатно. На крај јас стално го истакнувам пример за еден дечко што е од Палестина, кој некако се здобил сега со интернет со пари, купил неколку станови во Берут и почнал да интернет да ги дава за без пари. И луѓе почнале да кликат резервации затоа што се без пари, почнале да кликат масово без да доаѓа да ги користат. Тие, значи јас ќе резервирам за 1 до 5 мај, лесно ми е да кликнем, а тие без пари. Ама ако му наплатим $1 за да кликне, он нема да кликне ако му е. Затоа стално ако има намера вистинска, да дојде, наплатимо $1 или $5, така. Чисто како котизација. Па ако дојдеш ќе ти ги тие $5 урачунаме у нешто. Или така натаму. Така да
Секогаш сум против нешто да биде за нула. Тоа што е бесплатно по мене нема вредност. Да им кажам на гледачите дека покрај тоа што идеме во живо, нели кабелска терестријално што не емитуваат, ние идеме, имаме и лайвстрим на сите континенти, кој си го има посебно телевизијата. Поздрав до сите континенти. Но да, особено во Канада и Соединетите држави и Австралија, затоа што сопственикот кој е американски државјанин, наш човек инсистира. Таму е добар ден само. Да. Сакам да кажам дека имаме и стрим кој иде во живо во моментов на мојот Facebook профил, па во текот на разговорот, ако некој има некакви прашања во врска со темите, да, мислам дека Радан и тоа како е веќе наштелуван и просто обожава да одговара на прашања. Имам неколку подпрашања за тебе, но прво ме заинтересира за една работа. Кажи ми, што е тоа што децата те изместувале од доска со прашање? Можеш ли да ми илустрираш малку? Многу тешко тоа, знаете, тоа се моменти кои се тешко може опишуваат, рецимо, ајде да пробам, да, памтам едно прашање. Значи, вака ние ги учиме за планети и едно, како се вика, од планетиве, да кажеме Венера. И јас таму им кажувам, пример, Венера има многу чуден однос ден и ноќ. Таму е рецимо година пократка од ден. И како пример им кажувам колку дека таму почесто ќе слушнете среќна нова година од колку добар ден. И едно дете ме праша, пример, колку би јас имал години кога би бил на Венера. И сега знаете ти кажете сега, чекате, да. Тоа е толку фино, прецизно и легитимно. Да, легитимно прашање, детско е, ама не постои детски одговор. Не постои детски одговор. Да. Јас морам длабоко да се замислам, да си пресметам, за да влезам у тоа и да почнам да му објаснам дека таму нема луѓе, дека таму не може да се роди, затоа што таму многу жешко. Но кога би постоеле, тој ден би требал толку и толку, дека ти би имал само, примерно, дете имаш околу 6-7 години, дека таму би имал, не знам таму колку години, више си ги забори бројките, не си битни. Ама во момент ќе те цимне, затоа што толку се... Добро, сега има прашања, обично се прашања има ли во земјани, колку е далеко ова, колку е големо ова. Тоа се исто така фини детски прашања, ама има прашања кои што буквално онака те изместува од равнотежа и има онака да се цимнаш на страна док повторно не успоставиш равнотежа за да влезеш во проблематиката за да му одговориш на дете. Супер се деца. Колку такви имате со децава направено? 3 или 4 години веќе правиме. 3-4 поред. На истите места каде што го правите? Да, мора да се благодариме на електрофакултет и машински ни излегуваат, особено електро, ни излегуваат машински и електро. Да, така? Ама мислим дека ние, јас знам кој ќе ја барам дозвола, бараме кај електро и они ни излегуваат во Пресвет со училни, со амфитеатар, сега одржуваме во амфитеатар на електрофакултет. Сега јас не се знам таму тие нивни правно чиве, дали тоа на машински, дали на електро. Добро, не навлегуваме. Обично луѓе кои ќе прашаш каде идеш на електро. Сега со вика и факултет, го вика факултет, не знам што е кратенка, али така, ние барем јас го знам како електрофакултет, така го вика. Радан, каков е интересот тебе после 2 години пауза за воведниот курс? И ќе видиме утре. Јас се надам дека до сега немаше. Па прилика се надеваме дека ќе видиме 40-тина. Јас искрено се надам дека може и 50-тина. Тоа е полна училна. Па не, имаме заради ковид ни даде амфитеатар кој има ограничување 40 места, меѓутоа сега очекуваме да видиме заради овие убlažувања на ковид мерки дали ќе дозволат некој место повеќе. Така да утре ќе го решиме тоа. Јас се надам дека имаме барем 40 луѓе. Тоа е моја надеж, сега ќе видиме. Така. Не мислев дека една баш фина група, јас се надам дека ќе тоа биде баш една фина група да излеземе полека од оваа, како се вика, оваа целата шема што има во ковид, дека малце сега луѓето што заради ковид, што заради војна во Украина е сето тоа малце пореметено. Едноставно мислам дека ќе биде окей. Само да биде да имаме убаво време, едва чекам да ги однесеме луѓето со телескопи, тогаш тој ми е најомилен час кој ќе отвориме телескопи. Океј, малце да повториме, нели обично кога доаѓаш, што содржи воведниот курс по астрономија? Колку предавања се,
Колку денови, кога се... Имаме, значи, почнуваме на 29 марта и завршуваме на 28 април. Имаме предавање за Сонце, па имаме предавање за планети, имаме предавање за телескопи, имаме предавање за кои се основни закони, пример што е Њутонов закон, што е Кеплеров закон, такви работи, затоа што тоа многу е битно, пример, без Кеплерови закон нема да знаеш како се вртат планети околу Сонце. Без Њутонов закон нема да знаеш како гравитација действа. Мислам, такви закони се баш мора нешто да се научи околу тоа. Потоа имаме за галаксии, одиме у планетариум еден час. И тоа тука учиме нешто што не е баш толку, да кажеме, супер интересно. Мене ми е интересно, ама знам дека е многу тешко. Тоа се како координатни системи, затоа што тогаш ги учиме луѓе како да се снаоѓат на небото, како да најдат северница, како да избројат колку е агли нешто далеко од овој. Што значат агли во астрономија? Затоа што ние обично кој ќе кажеме нешто колку пати зголемува телескоп, кажеме 100 пати. Ама што значи тоа 100 пати? Значи дека некој агол се сменил за 100. И такви работи. Така да, ете, тие некои основни работи би сакал луѓе кои ќе излезат од нашиот курс да више не мешат звезда северница со звезда деница, да знаат дека звезда северница не е најсилна звезда, дека има посејани, да знаат дека со звезди не се реални, дека тие се измислени нешта на небото, дека ние сме им давали различни облици, форми и приказни околу нив кои се вртаат и дека, пример, да научат Сонце како работи, колку ќе трае, колку ќе долго живее, како ќе умре, како ќе не убие нас сите овде и така натаму. Колку предавања вкупно? 10 мислим дека се. Тоа се 10 предавања, 10 недели или 5 недели по 2 предавања? Секој вторник и четврток има, значи секој вторник и четврток 20 часа. Така. Сега рачунајте, мислим дека се 5 недели. 5 недели, да. Така. Ќе има ли нешто екстра како што секогаш порано имавте, например, специјален предавач за црни дупки, за космологија? Тоа е нешто друго. Значи ние имаме курсува на пролет, а на есен имаме популарни циклус на популарни теми. Си извинувам, да, тоа и во текот на година, пример, еве сега се надеваме кога ќе сфрли Джеймс Веб првата фотографија, дека тогаш ќе направиме, ќе повикаме сите луѓе да дојдат да го слушнат тоа предавање, затоа што ќе биде очигледно некоја спектакуларна слика и onda ќе раскажеме цела таа приказна, да кажеме, цела тоа одисеја на патешествие на тој чудесен телескоп кој сега горе иде и се штелува. Ќе идеме посебно разговор да завршиме приказно околу него е да завршиме првин со така да секогаш кој има нешто, не знам, нешто се шушна дека у среда нешто насач имала некој прес во Лондон, така за курсов да довршиме. Да, па такви работи кои ќе се иде на терен исто така. Да, тогаш еден час ќе трае 3 или 4 часа. Затоа што тогаш одиме негде кој ќе представнување, таму да сме представнување и седиме едно 3 сата 4. Каде? Одиме во правец на кај Којзак брана. Добро. Ама не баш до Којзак брана, затоа што порано одевме таму, последни пат кога одевме, немавме инцидент, ама некако многу луѓе тешко ги контролирам, а таму има некоја стрмина која се плашиме да ни се случи нешто на луѓево. И затоа сега идеме на една полиска локација кај што е многу рамна ливада, кај што не може ништо да се случи, така да. Каде? Тоа е баш на пола пат према Којзак, буквално. Што се издигнете, кои луѓе што идеш таму после цементара, 1 километар 2 после цементара. На која ние викаме мала матка, ама тоа не е официјално. Која висина е тоа? Тоа е околу 600 метра. 600 метра. А сама Којзак е 1030 метра. Предпоставувам дека таму светлосното загадување помало е, за жал крстот одводно многу пречи. Но за потребите за прв пат да оди. Ама не сте позади крстот? Да, ама и крстот и позади свети. А и позади свети. И позади, за жал, додека беа оние регуларни сијалици, оние со волфрамово влакно, џене се дрпеше. А меѓутоа како ги стави овие летки со тие тие се за астрономија смрт. Така. Затоа што многу таа светлина се распршува на сите страни и го озрачува небото на некој начин. Нели размислувате, ама тоа е поголем логистички и материјален. Па не знам, во Источна Македонија. Таму одиме. Ние всушност сите фотографии што ги гледате, ние што ги правиме, таму одиме на кај од Ранковци има налево Герман или Ранч. Најчесто сега одиме кај тој хотел ресторан Ранч и ни дават многу добри услови, да ни дават струја, плюс имаме тука и фино пристојно, цените стварно пристојни си за јадење и за спиење. Често пати зима кој ќе одиме си изнајмуваме соба. Каде е тоа? Од Ранковци нагоре. Значи, наместо да идете лево према Крива, ствари право да идете према Крива Паланка, лево се скршнува, убрдо
према Герман. Герман е уште поубаво, меѓутоа е многу подиво Значи, и поветровито. Ако отидам таму, да си го земам телескопот под мишка, не е Апсолутно, да, апсолутно. Таму е најубаво. Таму е и најпристапно и најубаво. Затоа што за сат и 15 минути си таму, а небо имаш фантастично. Фантастично и се додека не направи тој аутопут кој ќе го направи за некоја година се направи во Бугарија, до тогаш ќе биде колку толку пристојно. После тоа ќе видиме ќе мораме. Аутопут до Бугарија, ја и ти нема да доживееме, пошто гледаме и до Охрид како се гради. Не коментирај, се шегувам. Не. Се шегувам. Се Ја би зависи од сакал. инвеститори, ако Ја би сакал, да, парите, да. парите го прават аутопат, луѓето Така. ќе најдеш за пари. Добро, значи утре почнува Утре у во 20 часот, да. Да. Ако некој се уште Меѓу- се мисли до утре и евентуално заутре ако сакат втори час да почне, значи у четврток е вториот час, ама утре се почнува официјално, сите што се заинтересирани кога дојдат 10-15 минути порано заради упис и тоа е тоа. Имаше уште ова. Што е со планетариумот? Планетариумот беше некое време затворен, знам дека беше во редовната програма. Што сега се случи, повторно е отворен, тоа е заради ковидот или имаше Значи, некој за жал, имаше за технички жал, проблем? Човекот кој го водеше планетариум почина и тоа за жал планетариум, Ѓорđe Ценев. После негова смрт мислим дека година дена нешто се луѓе малку од МКЦ беа предпазливи, не знаат што се случува, како се случува, една година имаше пауза и ние таман почнавме 2019 негде септември почнавме Кога регулар. почина, Бог да го прости? Па година дена пред тоа, се случи значи 2017-18. Аха, Мислим дека баш беше негде септември, ако не се лажам. така. Така, Ама не значи би се- не е во ковид Да. кризата. Не, далеко. Така. 2 или 3 години пред кризата. А зошто предпазливи? Што Па не знам, пазите, разбрилјаво е кога нешто ќе ти човек почина баш во планетариум на сред предавања, мене ми кажа, имаме дечко од нашето друштво кој бил таму на тоа предавање и едноставно му се слошно човек паднал, ама и сега нормално е на организација која што МКЦ да биде предпазлива, да види што се случило, дали има нешто друго, не знам, веројатно можда би ја така изреагирала, важно имаше пауза, после тоа луѓе се договорија. се е во ред со планетариумот? Планетариум си, да. Планетариум е супер. Ја многу го сакам затоа што дава вистинско темно небо. Затоа што такво небо не може да видите никаде во Европа. За такво небо да видите мора да видите во некој си пустиња во Африка, на Андите, во Австралија, мислим, тоа е навистина многу убаво учебно средство затоа што но нема некоја си за жал, тоа е сепак стара технологија 50 години, нема некоја интерактивност. И сега се обидувам јас со некој фирма нормално доколку ќе тоа го прифатат менаџментот од МКЦ и доколку имат нормално средства тоа да го направат, да го направиме поинтерактивно со разни бимови кои би го направиле тоа, доколку тоа би било супер. Тогаш не би морало само астрономија, би можело, не знам, биологија, микроби да бидат, китови, делфини да скокаат и така натаму. Како и во сите планетариуми, да биде навистина поинтересно за мали деца, затоа што сега ќе дојдат деца кои се мали 6-7 години, не знам баш колку они можат да прецепираат тоа предавањето, за возрастни многу друга приказна. Така. Инаку, што се однесува ние, тие деца веќе доаѓаат и со некое признање и се слагам дека треба да има некој апгрейд, затоа што ако отидеш на Google Earth, можеш да идеш и во детално да ја видиш и небото, Да. и да зумираш и галаксии, и тоа со наслови, со се. Се надам, да, илустрираме, или да се отиде на месечината, на Марс, и тоа буквално сегде каде идело, што е снимено, каде е секоја... Ови се слики од орбитери. Значи орбитерите, Така, орбитерите со години и е создадена една слика севкупна на Целта на овие Марс. орбитери е да се најде погодна локација за некој си ини мисии, дали лендери, дали Каде Елон Маск ќе слета, се вика. Се шегувам. Верувам дека тој ќе си прати свој како се вика сателитки што ќе истражува, мада сигурно сум дека тоа ќе се случи по неговото за 7 години од сега. Така. Ако му заверувам. Уште повеќе, например, месечината ја имаме на Google Earth, каде што буквално сите детали се, па, нели, можете и да го видите нешто што малце потешко. Ајде, одзумира да видиме кај слетале Apollo 11, да видиме. Маре Ибриум да го најдам? Не, Маре Tranquilities. Маре Tranquilities. Да. Иди, одзум. Транк УИЛЛ. Не, добро, Маре Трин, па... Само... Не, одзумира ќе ти го кажем, го знам ја каде.
него наоѓа. Добро? Чека, ти аха. Не. Можем да имаме малку. Како не, повели маусот се договоривме. Да. Знаеш да возиш со маус? Ќе пробаме. Еве го, мислим дека е означено, еве. Мирното море. Да. Па не баш мирното, тоа е како би Се се шегувам. кажало. Каков е насловот се шегувам? Тоа нека нас е транквилити, е некоја спокојство, мирнотија некоја. Да, Тоест не е она еве го 11, еве баш означено. Да. Ова е снимка од една сателит се вика Марс, Lunar Reconnaissance Orbiter или извидувачки сателит околу месечини и еве ги фотографиите. Добро, ова е сега направено како се Така вика 3D модел. 3D модел, меѓутоа ова се навистина стапки како што биле база одрени и ова како што поставувале разни уреди околу. Душа многу поубави фотографии може да најдете на интернет, овие се само хлопени фотографии. Така да, еве за тие што се сомнева дека сме биле на месечина, ова е многу добар приказ за тоа. Добро, што и да кажеш, тие што се сомневаат нема да поверуваат. И вие имавте во тие рамки неколку предавања за и тоа беше многу доблесно затоа што некако беа како линија мажино од една страна науката, од друга страна неверниците и едноставно никој со никого не сакаше да комуницира, но мислам дека попаметните и тие што повеќе знаат треба да прават вакви предавања, да дојдат, да разговараат со такви луѓе и да се обидат. Така се учи, така Ако неќе да прифати, па сега никому ништо. Тоа е тоа. Со сила убавина не бива. Апсолутно се согласувам. Оно што ме интересира сега, е што доста интересни работи се случува во астрономијата изминативе години и што бидејќи ќе збориме за Джеймс Веб, има ли некои други работи што вака би ги издвоил, што малце ни дојде комета, ни помина или две комети, ако не се лажам. Имаше 2020 една, стварно ви заборев име, таа беше толку добра што ја гледав од листиче. Ја гледав и ја фотографиравме со Мартин, другар ми од листиче. И тие неколку, можда десетина ноќи не спиевме, се погоди убаво време, јулско време, ковид, и ни беше дозволено само тие касни часови досни да излегуваме, така да го искористивме тоа и кометата ја гледавме. Стварно имаше, сега ова што јас би го изволил во овој момент се случува една, како што го имаше таму пред 50 на година, тоа е таа вселенска трка кај што се преврува русите и американците, сега више русите испадна од игра, сега се самите американци играат и тоа богатите. Овие милиардери, Джеф Безос и Илон Маск особено. Има и други богаташи, за нив многу помалку се слуша, тие имаат некои помали програми, но особено Елон Маск веќе отиде толку напред, што по негово веќе би требало за неколку години да си направи своја мисија за слета на месече. SpaceX, така наречената програма, SpaceX програма, чии ракети слетуваат, што е стварно, мислам, делува филмски. Друго, тоа го прави Джеф Безос, меѓутоа не е ни приближно пример. До сега, мислим дека беше последната мисија беше 105-та, што е успешно слета на прва фаза на сега во мај ќе имаме и во мај месец ни лета Falcon Heavy. Оваа година мислим дека ќе има 4 или 5 летови на оваа. Значи имаме 3 приватни компании, тоа е Virgin, тоа е SpaceX и оваа како се вика Blue Origin. Што на вистина е еден поинаков, до сега нели тоа беа само државни, руска, француска, американска агенција, и сега веќе дава еден поинаков шмек, некои нови дизајни, некои интересни работи. Многу отиде напред, особено ќе направи на SpaceX отиде, прави сосема независна интернет мрежа во Вселена. Таа се вика Starlink и имаше многу интересен насен кога започна ковид, нели баш во време. Јас сум заинтересиран, ја ќе купам Starlink. Да ти кажам. Не знам колку ти треба, тоа е добро само ако имаш некоја куќа или викендица таму кај што немаш интернет. Надвор кај што немаш оптика и така натаму, но ќе има други поволности. Тоа така што мало пакетче со мала антена си ја поставуваш, добиваш и сигурен сум дека ќе промени интернет во многу. Но одмор ќе идеш на остров Поапс. Да, ќе си ставиш за тие луѓе што ќе си може да си дозволат, особено е добро за не е скапо.
Пријателе, не е скапо, $400-500 е комплетот. Да, ама после имаше Еднократно. некој месечен исто. Месечните се Да. $10-20. Така нешто. Само сега рече дека ќе ги поскапи заради кризава со ова го Ќе исклучи видиме Русија. тоа. Мене така. сега не ми треба, ама сигурен сум дека ќе заработи милиарди како што до сега се, Апсолутно. да. Така да нема никаков проблем, нема се секираме. Јас се само чекам да слетаме на Марс, јас се надам до крај на оваа декада дека тоа ќе се случи. А и Спейсменот тргна на кај Марс. Да. Они мислам дека веќе има да се најдат и ова како се вика Тракерот да се тракерот следи да каде. се следи. Баш се ме наоѓа. еден пат ме збуни еден човек ми дојде на телескопна площад ми викаше за некој вселенско небеско тело што се вика Тесла. Не сконтав у моментов, мислев дека збори за стероид, за нешто такво комета, дека нема такво ништо. Тек после размислив дека слушно се работи за ова што го гледаме сега на телевизија. Колава си ја прати. Дека кола, да. Да, ова е навистина преубава снимка, човек знае очигледно како се прави пиар и како се прави добра реклама. Мислим дека има и точно кога ќе се доближи до земја и мислим дека кога ќе дојде пак до земја може да си направи чисто ред ради да направи некој си лет, кој ќе дојде блиско до земја, да каже ќе пушти камера кој ќе прелета околу него, Значи, чисто за да го снима. Значи ќе сврти околу Марс и пак ќе се враќа на Не околу, значи не значи дека е Марс. Значи ако е ова центар да кажеме, дека е Сонце, ова е да речеме Земја, дај ми една шолја. Извини, вака. Нема проблем. Ова ќе биде да речеме Марс. Сега да кажеме он кој ќе прати, ова е орбитата на Марс, не тука не. И он сега праќа до орбитата на Марс. Марс може да биде кај сака. Во некоја своја орбита. Значи, да, он си има своја орбита. И ќе се приближи до Марс и до Земја. Да, и ќе си кружи, он пак ќе дојде блиско до Земја, Марс ќе си може да дојде блиско до Марс, мислим, ама тоа има, да. Така да ја се надевам може тоа да направи чисто. Елон Маск е чуден тип, сега кога русите нели малце со оваа војна во Украина запретија дека ќе ја бутнат меѓународна светска станица, тој рече јок, ако треба јас ќе пуштам ракета, јас ќе ја дигнам таму кај што треба и нема да се случи тоа. Така да чуден играч за некој се веќе шушка дека Хабл може да може да прати мисија да го реновира, тоест да го не да го реновира, него како мисли да го апдейтира, Така и тоа не би ми изненадило да што е за него $200-300 милиона да направи. Радан, ја само би искоментирал, не би ставал зборови во твоја уста, дека Западот и напредокот технолошки на Западот никогаш не дошол од државите. Секогаш дошол од поединци кои со своите храбри одлуки и своите инвестиции. Дали тоа било машини за шиење, дали тоа било парни машини, дали било локомотиви, државата тоа не го правела. Не така. Туку го правеле баш да. Значи од како што државата направи развиток на нештото, да овие приватни претприемачи тоа го доразвиваат. Пример, не може државата да развие проект Манхетан и како си приватник да развие атомска бомба. Него тоа го правила државата. Да, ама јас зборам за 17 век. Јас зборам кога првите машини за шиење се правеле, тоа приватници ги правеле. Индустријската револуција со парната машина, ништо ни една држава. Да, ама пругите не ги правеле приватниците. Приватници ги правеле. Драг пријателе, во Франција каналите кои се во Франција се приватни канали. Железниците се приватни железници. Потоа државата зема да ги одржува. Сакам да кажам, државата немала исти смисол како тогаш и денес. Така. Тогаш како се вика, зашто ние немаме денеска по Европа номадски племиња? Затоа што се ставиле граници. Не се плаши, не сакам да омаловажам државата, но сакам да кажам дека храброста на поединците и нивните гениални идеи. Тоа позади се стои човек. Не дошле, дали сакаш од Джордано, Бруно и така натаму, не е тоа резултат на некое министерство, туку луѓе гениалци. Сакам да Што не значи дека си добри. Тие се само гении, ама не значи дека се добри луѓе. Многу од нив не се баш. Не ме интересира тоа какви луѓе. Мене ме интересира нивните дела. Во овој момент за што збориме, кој дојдеме друг пат. Джеймс Веб, една од најголемите работи која се случи во астрономијата и за која се очекува и за која постојано и само за тоа се збори е телескопот Джеймс Веб. Те молам, може ли малце подетално едно објаснување? Колку време, зошто, што и значи, како? Тој телескоп веќе 2 децении назад го планира да го постават и тој беше планиран да полета што е пред скоро 10 години. 2013 требаше да биде лансиран.
и да заедно во пар со како се вика со Хабл телескоп снимат, пошто Хабл телескоп снима во еден оптички делов спектар, во видлив и многу малку во инфрацрвен, додека овој само слика во инфрацрвен делов спектар. И сега, требаше да биде здружени сили, меѓутоа овој е толку комплициран телескоп и требаше да биде пратен толку далеко од нашата планета, а многу е голем, што значи требаше да се автоматски да се отвори како она оригами, она некој си скулптура. Имаше 344 делови кои требаше да се 344 дела треба да се отворат, да кликнат, да се постават на право место за да Джеймс телескоп може да работи. Ако тоа не го направат 344 дела, ти немаш телескоп. Значи, Телескоп кошта 10 милиарди долари. 20 години се подготвува. Го пушташ во Вселена и чекаш да нешто не кликне. Ако нешто не кликне, ти немаш телескоп. окей. За среќа, све се отвори. И ти си возбуден, малку да им објасниме на Ето, гледачите значи, што ви кажува Рада. Ова што го гледате е само дел од да, телескопот. тие трите од страна, ја ги викам како ушиња или wings или крилца, тие се вовлечени внатре. Овие фолии што ќе ги видите после, тие се големи колку телески терен, а потенки се од влакно на коса. Тие фолии што ги гледате сега. Гледате како се отвара. Секој дел што ќе се отвори мора. Ако не се отвори пример антена за комуникација со земја, он ќе си оди таму, ништо нема да прети, ништо нема да го слушнеш. А немаш начин да го поправиш. Никој до сега не е бил подалеку од месечина. Вака. Чекај се. Ете. Ајде да го отвориме. Сега го отворивме. Окей. Што се овие фолии? Тие се фолии кои 4, го 5 штитат, фолии? да, 5 фолии го штитат, пошто он со тие страшки сонцето е сега доле. Значи, Нон-стоп е у сенка. Он мора да биде нон-стоп у сенка. Значи, овој дел мора да биде во сенка. Нон-стоп. И овие му се штитници и од светлина од сонцето и од температурата што доаѓа. Така. Значи, од оваа страна доаѓа температура сега, пошто он далеко 1,5 километра од земја, он е негде околу 80-100 степени е од таа страна кај што удира сонцето. А во последната кај што фолија го штити, доаѓа до некои си 70-80 келвини, тоа е негде минус 200 и Степени. 200 А и електрониката 70. Да, негде околу 200, минус 200 степени доаѓа. и со тоа ги штити огледалата од Не ги штити, него мора да ги подготви да може огледалата да се ладат посебно. Огледала имат посебен фрижидер за да се оладат на само 40 келвини или тоа минус 230 степени Целзиус. Зошто? За да може тие да ги искористи тие зраците, тоа се викаат инфрацрвени или топлински зраци. Кој ќе изгори така кој ја што изгоре вчера ваму у парк, кој ќе по црвените на плажа кој ќе одиме, ние гориме тие зраци. Тоа се тие топлински зраци. Тие се И он треба да ги лови. Он треба и да ги колку лови е оддалеч. постуден, толку Толку ќе да. биде почувствителен на нив. На едни инструменти мир мора да биде изладен до минус 269 или 8 степени. Океј, вака, да се вратиме. Джеймс Веб, самиот телескоп е составен од многу 18 тие шестоаголни огледала. Сега, 18 гледате како изгледа како да се раштелувани. Радан, многу полека. Дел по дел за да разбе, за да некој реприза ќе гледа. Да. Значи, рече дека се 18 огледала. Да. Джеймс Веб е лансиран 25 декември. 25 декември, На католички пристигна на својата дестинација После месец дена. После месец дена. Но се уште не е зошто у функција. Заради тоа што ги штелува овие огледалата. Тие огледалата се толку мора прецизно да се наместат да прават една целина, да прави како едно огледало. Значи цела закривеност, сега тие огледала се направени Смени кадар. Сега тие огледала Него кадар. да, сега тие огледала не се направени во иста заради транспорт. Затоа што се ставани за да може да не може да бидат крути, него мора да имат како некои амортизери и затоа се правени кој ќе стигне горе, тогаш се едни микромотори кои се движат со прецизноста од 1000 или милиони дел. Мислам дека беше 1000 дел од колку што е тенко влакно. Со таа прецизност се движат. За да ги наместат цела кривина на телескоп да изгледа како таа парабола или сфера, што годи да го прават. За да целото може огледало да буде се 6,5 фокусира метри. она што ќе падне на него, Да биде у една точка. да биде у една точка, а тоа е ова сега Да. Сега го гледаме на Да, пушти видео, сега ќе го да. Еве гледате, тоа е секундарно огледало и сега како што ќе дојде
сите огледала ќе почнат да ги поместуваат. Еве гледате, секој огледало гледа на своја страна. Така. И еве ги огледалат. И сега гледате, секој огледало, ова е точка и сега ги поместуваат. Аха, сега ги наместивме овие огледала, па сега наместивме. Радан што ви кажува, овие точки што покажуваат каде е фокусот на секое огледало. Да, посебно. Значи, за да биде функционален Джеймс Веб телескопот, сите овие точки треба да бидат до микрон, прецизно во една единствена микрон е точка. многу, до нанометар. Се извинувам. И овој процес трае многу долго, веќе пар месеци. Да, и до јуни месец ќе трае. Сега веќе го наштелува и ова фотографија. Значи, секој огледало, дали се знае колку мотори го држат и секој огледало има 6 мотори. 6 мотори. Значи 6 пута 18, колку би дошло. И ова е фокусот како би требало да биде. Ова е сега добија само тој пробен фокус. И ова фотографија е направена толку прецизно што го достигна теоретскиот максимум. Значи подобро од ова нема да може. Сега кои ќе направат како се вика да цело огледало биде, тогаш и овие спајкови, овие шивци ќе бидат како таа средна линија што е. Нема да бидат вака со цртки овие, него ќе бидат и ќе биде многу плошко. А што ова снимило? Тоа е звезда која тоа е името на звездата. Името ова два означува тоа дека во инфрацрвено се гледа. Овие се бројки и координати кај се наоѓа звездата. И избрана звезда она е отприлike 100 пати послаба од најслаба звезда што може да видиме со голо. За да замисли ваков блесок она успева да фати. Да, значи 100 пати нешто послабо од што ние гледаме. Значи звездата е релативно слаба за не може да се види со голо око и гледате сега со пола сати позиции и овие галаксии погледате само колку се оштри. Тоа е неверојатна слика. Сите едноставно но нема да гледаме видлива светлина, туку ќе гледаме инфрацрвена светлина. Нема да биде вака, убави слики нема да бидат. Но сигурен сум дека астрономите ќе направат софтвер да тие инфрацрвени ги некако, ајде да кажеме, да ги префрлат во некаков си алгоритам, да ги никако би било кога би ги гледале во видео светлина за да ни долови убавината. Меѓутоа главното што ги интересира овие научници се тие првите галаксии како се создале. Еве во кое да речеме, во која тука е најдобро. Гледате колку малку се поклопуваат таму кај што се малечко тријама. Еве покажува Хабл дека во видливата ова и многу малку во инфрацрвена, гледате, многу малку. Многу малку во инфрацрвена. Додека Джеймс Веб во целиот спектар на инфрацрвена ќе иде. Тоа се исклучително ладни објекти. Значи за нас ладни се објекти и затоа мораме да го изладиме телескоп затоа што пример не можеш ти да исто Кои се тоа ладни објекти? Што ќе ги наблюдуваме се многу студени објекти? Не, светлината што доаѓа таму ништо никоме ладна светлина, инфрацрвена светлина. И сега за да како се вика, за да можеш да видиш, мора телескоп да го изладиш доволно за да он не зрачи иста светлина за да не доаѓа до шумови. Така. Тоа е. Исто како пример сега. Значи колку пониска е температурата. Ако сакаш да го слушаш, да кажеме некој инсект, не можеш од оваа страна да слушаш некоја јака музика, него мораш доволно да намалиш за да можеш оваа инсект да ги слушаш. Нешто слично и овамо. Мораш доволно да го извадиш телескоп за да самиот телескоп не прави шумови. А зошто во инфрацрвено? Зошто не во ултравиолетово, X-ray или во гама? Затоа што тие како се вика објекти што се од интерес на научниците воглавно зрачат во таа светлина. Како што се првите галаксии, како што се првите звезди и така натаму. Значи ние тоа ќе гледа. Ова се слики и ќе гледаме, исто. Ова се од Хабл слики. Ова се од Хабл, да. Ова се од Хабл. И што е многу битно, пошто ви кажав, он се наоѓа на 1,5 милиони километра и не постои, пример Хабл веќе имаше 4 мисии на поправки. Кај ова нема да има поправка. Предалеко е за Предалеко е, значи. И он беше лансиран во толку идеална патека беше лансиран, што му заштедија гориво, пошто ти кога ќе го лансираш, ти го пушташ. И ако нешто грешка при тоа пуштање, мора да му правиш некои корекции после по патека. Они го толку идеално лансира што многу мало корекции му направија и тоа гориво остана во него. И од првите 10 години колку беше програмирано ќе трае, сега веќе вика дека минимум 15, а најверојатно 20 години ќе трае. Нуклеарно гориво е? Не. Тоа е обично ракетно гориво. Обично ракетно гориво. Обично ракетно гориво, тоа е само за да го одржува во таа L2 точката. Он нон-стоп кружи за пола година прави еден круг
околу таа имагинарна точка, се вика L2 точка. Ќе орбитира фиксно спрема земјата? Он има Да, фиксна да, позиција? да. Ќе се врти заедно со планетата Земја? Заедно со планета Земја во однос на Сонцето. Значи нема да биде на фиксна позиција. Не, него, значи како што замислите си, има Сонце, Земја и онда има некоја точка. Таа точка се нарекува L2 точка. И тоа не постои, значи таа имагинарна, мислим, Тоа е неколку пати подалеку и од месечината. 4 пати подалеку. 4 пати 4 пати подалеку од месечина и она кружи околу таа точка секоја пола година прави еден круг. Пошто тоа не е стабилно, ти да кажеш нешто, и она мора од време на време, секој неколку месеци, малку да го бутнат на една страна или на друга страна, за да го стават да му биде у таа стабилна форма. Таа стабилна патека. Патека, да, таа стабилна патека и при секоја таа акција они ќе троши гориво. И они мислеле, имале рачунале 10 години ако издржиме супер. Сега имат гориво за 20 години. Што треба да најдат? Зошто им е потребен овој телескоп? Ќе научиме. Што ќе гледаме? Ќе гледаме првите како се фактички од тој примордијален газ, како се создале првите галаксии и кога тоа се случило. Па онда друга цел му е рецимо екзопланети, овие планети што кружат околу другите, можеме да гледаме светлина што доаѓа од нивните атмосфери, да видиме, можда таму има некаква си атмосфера што е слична на планета Земја. Ако најдеме атмосфера која има водена пареа, која има озон, многу веројатно дека таму може да има, ако има течна вода, да има нешто живо. Така да, во наука се иде постепено. Но ти би кажа дека многу тешко ние можеме да ги видиме тие работи, нели, дури во нашиот планетарен систем, а камоли по други галаксии. И ти видиш дека сево ова кој ќе се анализира, ќе биде во суштина ние ќе проучуваме фотон на одредена бранова должина кој ќе ни укажува дека тој фотон е од газ, хидроген, ова или она, и врз основа на тоа ние ќе дојдеме до заклучок каква планета, каква галаксија, каков состав. Се тоа. Баш така. Буквално ние мериме фотони, прво мериме број на фотони да видиме колку е нешто сјајно. Онда од тие фотони гледаме колку секој од тие фотони има бранова должина. Ако одредена бранова должина ни недостасува, ние знаеме дека таму имаме, да кажеме, азот или водород или водена пара или водес. Сето тоа научници многу прецизно го знаат. Тука нема да речеме предпоставки, него буквално нумерички со бројки ние знаеме дека таму има нешто. Сега, од тие бројките ние после можеме да интерпретираме. Да, таму на овој свет има оваа планета што кружи околу таа звезда, има атмосфера. Таа атмосфера се содржи, има внатре водена пареа, у толкаво и толкаво количество, има одредени количество на озон и замислите си ако пронајдеме технолошки газ. Што значи технолошки газ? Произведен од Вештачки произведен газ. Кој се, например, што би било тоа? Како се вика овие флуороци, овие што ги имаме ние за фрижидери што ни ладат, рецимо, такви газови. Тие природно не можат да се најдат. Видиш, интересно. А само преку наблюдување на инфрацрвена светлина може да? Да. Ти добиваш светлина и ставаш одреден инструмент, тоа се одредени призми. Само преку инфрацрвен телескоп можеме тоа да го видиме? Не, можеме и преку другите, само што овој е доволно голем за да може да ги види тоа. Но ќе нема никаква дистракција од атмосфера, нема никаква и така натаму, бидејќи ќе види во вселена со изолација, во стабилна слика се и со температура близу апсолутната скоро, нула. Значи за еден инструмент, апсолутна нула ви е негде минус 273 степени. Значи да кажеме тоа е 0 келвин. И сега на еден инструмент има 6 или 7 келвини, а на другиот ќе биде 40 келвина. И тоа ќе биде работна температура. И он нон-стоп мора да држува тие температури за да може да работи. Значи и самиот телескоп покрај сите овие работи за фокусирање и така натаму и сето тоа што го има и софтвер фрижидер кој ќе мора да работи тоа. Сите инструменти мора да бидат изладени на одредена температура за да може да. Но претпоставувам многу напреден и многу прецизен и многу durable компјутер сето тоа кој ќе го процесира сето тоа многу прецизно. Сега тоа јако што знам, овие компјутери што се праќаат со вселенски мисии се обично некои си редундантни спори компјутери кои се сигурни. Така, 386 такво нешто. Ја не се баш нешто не каде што во 10-та децимала нема грешка како Пентиумот, да речеме. Да, не им битно да тие податоци што ги соберете да ги прати и да немат некои грешки. Добро. А не им е битно сега тоа да биде нешто супер брзо. Океј, ајде вака уште неколку технички работи, дали ги знаеш, кои мене ме интересираат. Кажи колку паметен водител имаш кој се разбира од ова. Ама тоа е благодарение затоа што бев на курсот,
Добар затоа што ученик. ве следам, затоа што добри предавачи сте, затоа што како да кажам, кога ги читам вашите текстови, успевам да ги разберам. Бидејќи знаеш, ако отидеш кај професор или кај научник, можеш, ало, дете, почне косинуси, тангенти, он, вие го правите она што Карл Саган го правеше и Да, популаризација на наука. популаризација, но доволно и да те образува, да ти го подигне нивото, да знаеш што се случува. Вака сега, ме интересира. Што е тоа? Светлината од што ќе ја лови на тие златни плочи. Да. Предпоставувам дека е злато тоа. Злато, да. Злато. Тие Затоа што златни... тоа подобро рефлектира инфрацрвен дел од спектар. Добро. И тоа ќе се фокусира во што таму горе? Што е точката на фокус? Горниот дел е овој. Овде што е? Тоа е секундарно огледало. Тоа е секундарното огледало. Светлината доаѓа прво до тие шестоаголници, Овие, па овде, тоа и после се тоа го рефлектира. одбива до тоа секундарно огледало. Еве ги чекај. гледате, ете го гледате. Така. Еве, Ова е секундарното секундарно огледало и тоа после понатаму ги Рефлектира. фокусира и ги става у таа точка. Тука. Значи, целата светлина он ќе ја фокусира. Да. И после доле се инструменти разни, исто така Што призми. има овде доле? Тука Каде? се сите мерни инструменти. Дали се тоа мерни инструменти или се работи како Камери, мерни инструменти, Камери. Да, баш така. Какви камери има? Каков е Не како се, се викаше? не се, значи научниците, Колку особено на мегапикс- Джеймс Веб, да? не му е битно да направи некоја многу убава фотографија. На научник не му треба убава фотографија, тоа на уметници им треба. Значи на научниците им треба податок, график, табела, било што, од каде што ќе они изличат одредени заклучоци. Ако, мада, познавајќи НАСА, што НАСА си е, не е Рускосмос или ЕСА, особено не Рускосмос, кои се тотално конзервативни во нивно работење. Прва добра фотографија што ќе има, тие ќе изгледаат со сите тапани, ќе излезат и ќе ни викат, ќе идат по село, глобалното село и ќе викат. Дали има негде да прочитаме колку мегапикселни плочки на ловење на Има, тие сигурен сум, да. камери се? Не, има, сигурен сум, ја не ги знам податоците, ама Добро. сигурен сум дека А има. какви инструменти освен на Јас ги знам како near infrared, значи тоа е блиско инфрацрвена, и middle infrared, значи тоа е средно. инструменти? Да, значи средно инфрацрвена. Значи сама инфрацрвена е поделена по региони, онаа мала пресветлина што ја гледавме, поделена е на ете ги да речем. Десно. Кончи. Океј. Да кажем, гледате како се поделени овие по бои инфраред има различни. Па onda сега пример, едни се блиска инфрацрвена, средна инфрацрвена, веројатно далечни. Овде може и да се види брановата должина бранова. на све. Добро, на тоа е светлина. више графички покажано. Значи инфрацрвена светлина е... Знаете како откриена инфрацрвена светлина? Тоа е многу интересно приказано. Кога, ја мислам дали Њутон или некој друг беше научник. Инфрацрвена светлина е светлина на топлината. Да, ама он е баш така откриена затоа што кога ставил светлина низ призма и таа нели давала овие бои, а не ги вака што ги гледаме. И некој се обидел да мери температурата на боите и гледал колку топло плава, колку е толку зелена, колку е топла и го е дошло до црвена, било одредена температура. И малце го поместил на десно, оп, се зголемила температура. Овдека не гледам ништо, а температура се качува. И така откриена инфрацрвена. Ние знаеме како топлинско зрачење, онака да кажеме, паушално кажано, инфрацрвено е топлинско зрачење. И го чувствуваме како топлина. Па и греалиците се инфрацрвени, секој се грее. Да. Океј. Колку инструменти мерни се поставени на Јас знам за Джеймс Веб? два, ама мислам За дека два. имаше и повеќе. Но тие се сосема доволно за од нив да се извлечат заклучоци. Да. Што ќе праќа Джеймс Веб на земјата? Што ќе праќа? Па ќе праќа податоци, тоа е, значи има Што? Дали тоа ќе бидат фотографии Апсолутно. или ќе биде дата стрим Има на... и дата стрим. Сигурен сум дека и тоа ќе има, затоа што тоа е многу повише ги интересира научниците, особено овие спектри, затоа што тие се како графици. Како она што гледаме, како растет или паѓа цена на нафта, нешто тој стил кој ќе гледаме, нешто Така. отприлike такви графици ќе гледа рецимо и они на основа на тие графици одредуваат ако има некој си на тој график, ако има некој си онака како брдо, да речеме, или има долина, они ако е на таа бранова должина, има некој, они го викаат пик или брдо, ако на таа тука има вода, ако на има вода. Ако е односно на тие податоци. Секој пик може означува одреден хемиски хемиски елементи или соединени. Кажи ми,
еве да се Тоа е набрат најпросто кажано, не е баш така просто, Така. ама најпросто. сондата што го сними и ти беше многу одушевен од Плутон. Ау да, тоа од Нови хоризонти Се викаше New Horizons. Да, Нови хоризонти. Ова ми беше додека видовме Да. фотографија во висока резолуција, Требаше во неколку висока месеца да резолуција, помине, да. многу време требаше да помине. Да. Зошто? Па тоа ќе разберат овие од наша генерација, овие што сме имале dial-up интернет, они тоа многу добро ќе разберат колку кој ќе кликнеш на некој си слика и onda почна дзинг да се пуни екранот. Или па не дај Боже видео, тоа требаше со минути или со сати да се даунлодира. Така, затоа што е многу далеку и он праќа одведена зрака и таа зрака, тој зрак, како се вика, док дојде до кај нас, он веќе не е толку концентриран и полека, многу поспоро стигат податоци и затоа ги добиваме тие. Значи интернетот би бил 14,4. Па ово е поспоро, мислим дека кога беше кај Плутон баш беше негде тој dial-up интернет. Кога беше кај Плутон. Так. Ние имавме Значи, баш со него контакт со dial-up интернет. За да испрати Една слика му треба со сати. Со сати Па буквално. дури ако е во висока резолуција му треба и многу повеќе Он време. е така и наштелован. Прво праќа на превју слика што е Така. многу лака, за да луѓе видат, окей, чисто да знаат дека окей, Но дали во тој момент он веќе има во меморијата HD слика? Да, има. Само му треба многу време. Ја да чува, чува да и ја ја праќа испрати. буквално, така, линија по линија ја праќа. Така. Линија по линија. Сега слушнав, пошто сите, значи тие далечни сонди, они праќаат и они нишанат цела земја, не нишани рецимо само Калифорнија, него нишани цела планета. Буквално и така праќа. И сега има еден сателит во Америка, една радиоантена во Америка, една е во Шпанија, една е во Австралија. И како се врти земјата? Како се една врти земја, сега упутува ќе и зајде, одма ќе зајде синхронизирано би. ќе зајде од Шпанија и го чека овај другиот од Америка. После од Америка заоѓа. Сега има нова генерација на сателити се праќа и со ласери ќе биде, каде што ќе биде многу побрзо и се надеваме доколку се биде таа техника, нема да чекаме више со сати, него тоа ќе биде у секунди ќе биде. Колку ќе биде протокот на дали имам прочитано, коригирајме дека 2 мегабити ќе биде Стварно не ги знам, ти од мора да James ти кажам Webb. да, ама не ви кажав на Децата научниците ќе ти постават овие прашања? ама не е битна на научниците, не е шегувам. битна брзина. Што е битно да ќе ја добијам податок понеделник или вторник, ќе го добијам и после ќе почнам да работам. Како сум чекал 20 години, ќе чекам еден ден. За New Horizon чекавме 9 месеци за првата HD фотографија од Плутон. Да. И за Аракот цела година. За? Тај другиот после Аракот си има викаш едно небесно тело кое ајде да кажеш астероид, многу мал, неколку километри, мислам дека беше 6-7 километра во. Како се вика? Аракот. Арохот. Тоа го прелете баш сеќам се на 1 јануари 2019. Каде е сега New Horizon? Иде, уште не се знае, ја мислим дека и Хабл се уште они буквално иде онака. Чекај, полека, доврши ги речениците, Значи, изборите го не е спомнат насочен Хабл. кон некој објект, него се бара објект. Ако најдат некој по пат, пошто он пазите иде линеарно. И ја да кажам се, замислите си вака, имам џамлија. И џамлија ја пуштам на кај тебе. Ја додека лета џамлија на кај тебе, ја не можам да ја коригирам многу. Значи не можам да ја насочам да иде навам или навам, затоа што немам толку гориво. Много имам малку гориво да го свртам или на кај маусот или на кај твој мобилен телефон. Добро. Толку имам простор да го свртам. Не можам да го свртам наваму или навам. И ако најдем некое тело кое што ми е баш од неколку степени, 1-2 степена да ми е тука јас можам да му потрошам малку горе да го бутам само на лево и он ќе отиде малку на лево и да кажеме, ќе знаеме за 7 години или 8 години ќе стигнеме таму и они ќе му напише за тоа време програм кој ќе дојде и тој ќе биде исто многу споро, он можда со месеци ќе треба тој програм да го учитава, кој ќе учита и он си е после роботизирана мисија. Кој ќе дојде до тој објект, он ќе се упали, ќе направи слики, ќе се угаси и ќе почне да праќа податоци. Дали за да знаеме, за да го усмериме, ние треба да он собира податоци, има некаков радар пред него? Не, или? ние од земјата ќе Хабл бара тој објект. Хабл ќе му бара објект. А Хабл му бара Хабл бара објекти и објекти. пример они ќе наоѓат. Ајде вака чисто да кажеме вака, еве сега гледачите. Не, добро, Да. свативме, не Да. треба, Значи, мислам дека е буквално доволно као јасно. џамлија. Замислите да џамлија можда малку само можете да ја дунете. Оваму или да ја дунете Не, одваму. готово, сватено. Ама не можете со рака да го бутнете, не можете со рака да го. Што гориво он користи? Тоа се ракетни горива, ама сега мислим дека тие се има хидразини ги викат, тие се многу ефикасни, меѓутоа мал се не ги сака затоа што се отровни, тие гасови хидразини и канцерогени се.
Ама за овакви емисии се добри, затоа што се брзи се, реактивни си, може многу брзо да се палат и да се гасат. Значи за разлика од ракетно гориво кој што баш не е баш толку, овие се малце поинаку. А зошто не се користи не се користат атомски ќели за загревање и некакви корекции како што беа Не се користеа, сега сондите? веќе почна да се користат. Како не се користеа? А што има на Voyager и Pioneer? Тогаш да, тогаш се користи, онда кога влегува нуклеарна ера, више мислим дека американците изгасија комплетно производство на плутониум. Они Русија одеа да купуваат плутониум. Не знам да знаеш. Добро. За нивните мисии после почна да купуваат Руси. Сега почна повторно да прават плутониум. Па така, рецимо, оние сега што имаме мисија околу Јупитер, намерно не ја направија со плутониум, него не се огромни соларни панели, остварно огромни, мислим дека 17. Што ја срушија Не, сондата уште лета околу Јунона се вика или Јунона. Јунона е на Јунона е на македонски, А која ја срушија? Галилео. Галилео. Зошто ја срушија Па таа? заврши мисија, више нема ракетно гориво за да може да го насочуваат исто како и Касини. Они имаат одредено време, може да те насочува, кој ќе потрошиш ти више ракетно гориво, таа ќе ти биде како што знам, ненаводен проектил, може да удри секаде. Летешки ние холанѓани. не сакаме да удри таму, Луцент. да удри во Европа, кај што пошто и таа сонда може да има нешто живо на неа, луѓето ја фаќале, дишале околу неа. Може да се закацала на некој Да не го загади, а не Да, знаеме може. дали И таму може живот да има. Да, може да. Најголем кандидат за нешто да најдеме во сончевиот систем Марс, Европа и Енцелад. Марс, Европа и по тој ред, баш. Марс, Европа и Енцелад. Енцелад. Енцелад тоа е Европа, сателите. Европа уште од 2001 на Кларк, нели, Па, да. се сомнева дека во има океани, Проста е формулата. Кај имаш вода, таму има живот. Така. Значи ние не а таму има вода. ние не познаваме Европа. ни еден живот апсолутно освен на земја. А тој што го имаме на земја, целиот е базиран на вода. Апсолутно. Значи не постои ништо што можеме да наречеме дека е живо, а во неговото опстојување нема вода, барем некоја минимална. А енцефал? А? Европа е сателит на Јупитер. Европа е на Јупитер, а Енцелад е на Сатурн. Енцелад е на Сатурн. Да, иста приказна е. Иста приказна. Да, само што Енцелад е многу помал, ама има многу поактивни тие гейзери и цела финта е околу тоа. Значи имаме топла вода негде, некој извор на топлина, тоа е јадрото нели кој што се гужва од гравитација и така натаму, создава топлина, таму кај што има топла вода. Ние на земја имаме такво нешто, ги викаме хидротермални Се извори. надевам дека ќе најдеме некој живот и дека ќе биде елиен. Моја живот на цели да барем како од неколку Елиен дена пред филмот. док сум жив да знам дека има таму Да, нешто живо. и да дојде и да не изеде сите. И да завршиме еднаш за секогаш. А зошто мора да не изеде? Па така рече Може да не Ридли сака, Скот. може да не сака сите, Да, може ќе не заправо сака за јадење, онака да ни стаи јајце у нас. Нема да си така апокалиптичен. Не. Јас сум се дете на Ридли Скот. Јас сум на Артур Кларк. и на Карл Сеган. Да. Артур Кларк крај на детството ќе дојде тој со рогови и со копита ќе дојдат. Добро. Не, Се шегувам. Радан. е. Многу си станал професор од како стана предавач. Не, Заборај да баш така. кажеш дека ти го презеде планетариум. Не сум го преземал, јас сум само предавач во планетариум. Ја и Значи- мојата колешка Моника да ја поздравам овој Да, пат, да. работиме во Он планетариум. како Путин, како Вучич, ја не сум председник, ја само слугуjem свом народу. Немој Чулте горниот, ајде да те слушнат овие МКС утре да ми дадат плата и договор, супер би било. А нема фриленсерскија, нема Да, на договор, на договор. на договор? Па мислим дека така стално било, мислим дека нема. Така да е, па браво, шо, значи пак ти си главниот. Добро, ајде. Ќе Ако има ме ли- слушаат, ваljа се надам дека не гледат од МКС. Ќе ги имам ја МКЦ овдека, имаат јубилеј, така што ќе го донесам и ќе да. лобирам. Да лобираш, да. Дај бе, човеков работете го, дај купите нова машина. Не, стварно не е многу пари. Ја беше, кажам ти, еден зборев сега, се надам дека ќе да зборим и со тие директори, некој од МКЦ. Ја би сакал малце да го направиме да биде, некое ново место. Друга интересна работа во астрономијата што се случува, еве, држам до твоето, ништо за моето. Не те прашав ни за космологија, не те прашав ни за црни дупки, ни за квазари, а знаеш кај ја умирам. Туку, да се вратиме... Се тоа што го направи, се црни дупки. Само си поинаку вика. Отров.
Професоре, имаме нови активности кон Венера и кон Меркур. Да. Значи тргнавме дури и сонда кон Сонцето. Да. Веќе две се сега на Сонцето, околу Сонцето. Solar Dynamics Observatory, Parker Solar Probe. Убаво изговори ги да те чуе. Solar Dynamics Observatory, таа е нешто слично, како се вика, таа исто кружи околу Земја и ностоп го наблюдува Сонце, ама многу е поинтересна ова Parker Solar Probe. Добро. Parker Solar Probe, така. Само се избриши. Спаркер, да. Добро. Parker Solar Probe, таа е многу интересна затоа што буквално, како се од нас љуби да го каже, тоа ја бакнува сончевата атмосфера. Значи треба да дојде на само 4 милиони километри, мислам, ако добро памтам бројка, од површина на Сонцето, што е многу блиску. Тоа е поблиску и од помеѓу Меркур и Сонцето ќе биде. На 10 пати поблиску од Меркур. Како ќе издржи? Има тај огромен штит кој е направен таков и он е ностоп свртен со ето го тој горе што се наоѓа тој штит. Ова е штитот. Да, тоа е штит кој има негде кој ќе се загрее, може да издржи 3 или 4000 степени, може да издржи без да и ја чува опремата од позади. Гледате? И веќе сега мислим дека порано беше Нови хоризонти што мало пред спомнувавме тоа што иде околу Плутон, тоа беше најбрза. Сега овој му презема примат во брзината, да. Имаше се, ја не ги знам бројките. Колку е, не ги знаеш, за стварно со бројки се Нови многу хоризонти? Да, нели заборавивме, више изгубивме тоа, кога имавме фиксни телефони, па ги памтевме, нели, фиксни телефони, како што имаме мобилни телефони, више никој бројка не памти. Сакам да те прашам, не, за ова да се доизјасниш, но она што ме интересира е дали сега New Horizons се толку брз да во иднина ќе ги стигне овие сонди? Војаџериве, да. Војаџериве. Ќе ги стигне, да. Војаџер испратен 70 години. 70 години ќе ги стигне, само не знам која година, да. И ќе ги престигне. И ќе ги престигне, да. Затоа што се фасцинирав, Voyager повторно праќа сигнали. Да, ама више тоа е више само телеметрија, не може више никако корисно потек. Само сега вика само еве сум, ако ме прашаш било што сум нашол, појма немам. Немам појма. Не кажувам. Значи само кажува каде. Не кажувам. Убаци паричка бе. Се шегувам. Но тоа фасцинира дека неговата батерија која е атомска, базирана на цезиум, уште го функционира. И сите се, никој не очекуваше олку долго дека ќе трае. Па веќе, ви кажав, имаше еден период кога и сама НАСА почна да избегнува нуклеарна енергија. Тие РТГ, како ги викат они, радиотермогенератори, така се каже. Меѓутоа, веќе почна и сама НАСА да ги става, така да мислам дека нема да има проблем. Следните мисии сите што ќе идат мора да бидат со тоа, така да многу е по-ефтино и полесно е за тоа се некој да речеме тие. Што треба сега да се вратиме на Паркер? Да. Што треба Паркер во суштина да направи? Зошто го праќаме толку блиску до Сонцето? Што е поразлично од овде? Да видиме всушност како функционира. Ние пример и денеска научници не знаат како пример тоа Сонцето на површина е жешко 6000 степени, а атмосферата му е на милион или 2 степени, милион или 2. Примерно ние не знаеме механизам како тоа се случува. Наука не знае. Ако сме таму, мислиш дека можеме нешто? Нормално, ако пратиш некои уреди, може да откријат нешто. Чим имаш некој нов уред? Што ти е тебе шпекулацијата? Што се работи? Ја мислам дека е фокусирање на гравитацијата. Не, некој вика дека тука и самите акустични бранови може да го направат тоа, пошто Сонцето врие. Тоа бубни. И сега дека некој вика дека самата акустика и заедно во согласноста со тие соларни ветри што е. Добро. Стварно немам никаква шпекулација. Еве да речеме, гледате, ова е Сонце, врие слоеви селена, тоа е површина на Сонцето и сега таа температура излегува нагоре. И наместо да се од 6000 степени, овде е 6000 степени, а таму кај што е корона 2 милиона. Таму, вака. И онда да видиме тој механизам. Значи, површината 6000, овде во короната малце повисоко. Корона е негде отприлика на диаметар и нешто подалеку од Сонцето. Ова е. Да, овде. И овде е температурата поголема од самата површина. Ама пазите, таа температура таму па не е толку густо колку што е ваму, така да. Така? Има многу работи што научници не ги знаат. Затоа и праќаме вакви сонди за да научиме.
Иако знаеме дека се работи за нуклеарна... Да, ние мораме да си запознаеме самата нашата звезда, еве да кажеме ова се експлозии, така наречени Бидејќи протуберанци. во Сонцето се случува и фисија и фузија. Само фузија. Само фузија? Само фузија. Нема Надвор- фисија? Нема фисија. Нема цепање на... Не, тоа е фисија е во Чернобил. Фисија е во Чернобил, фузија е само во Сонцето. И ние мораме да научиме како ни работи звезда, да видиме тие циклуси, уште не ги знаеме. И ние у задње, не знам да знаеш, 2000 година се случи огромен блекаут, тоа е снимување на струја во Њујорк, од Њујорк до Торонто снема струја. Така? Тоа е баш за удир на И таква... то не е баш еднаш. Неколку пати се има случај. Еднаш. Сега само. Кога ја Ама тоа преоптерети беше- севкупната, Ама тоа беше целокупниот повис грид. за будење. Откако тоа им се случи, кога изгуби не знам Презедоа- колку милиарди долари, Презедоа Да. заштитни мерки. да, тогаш научивме лекција, значи зедовме ќутек, научивме лекција. Која година беше тоа? 2000-та негде беше. 99 или 2000-та година беше. Немаше 80-ти Не, години нешто. Можда блека- имало, ама не таков голем. Така. Сега, погледнете, сега целата наша цивилизација се базира на работа на сателити, се базира на струјата, трафоата, сите наши што има. Се мислите ли дали па ние имавме нели пред месец дена или два кога ни имаше оној пожар на Кедрачево, па нели Така. оној блекаут го имавме цело Да. Скопје, Како не? снем. Такво нешто ако не удри таков настан, да не удри нас у земја, може да дојде да не изгорат сите тие трафоат. И сега замислите цела Македонија да нема ниеден важдички трафо. Сименс ќе направи 1000 трафо годишње. А Не тоа- може тие 1000 да дојдат у А Македонија. тие можат да дојдат да се случи од преоптеретување Од Сонцето. во Сонцето Да. поради Удар на оваа материја што доаѓа сонце. нели Ван Халеновите бранови и Тие те штитат, ама не те заштитува, штитат. да. Не Ти те исто заштитат. како и панцир, носиш панцир за обични мета кој ќе те удри некој снайпер, не те штити. Така е. Така и со ова. Значи тие магнетни силови што ги имам, тие не штитат, меѓутоа може да дојдат толку силни. Ние го имаме во историја има забележено како се вика Карингтонови настан. 1850 година дури има забележено дека некој телеграфист Кутриот загинал, пошто тогаш немало струја. Они имале само оние телеграфски. Тие жиците што удрило во жиците, тука се индуцирала толкава јака струја да човекот што стиснал во тие жиците, телеграфиста го удрила струја и губила. А порано ја знам дека громови кога удираа во кабелските жици Да. кои беа друго со нешто. бакар, Да. знаеше да се не, ама Ова сакам нешто да се кажам сигурно. такво може да ти прегори телевизор. Не само тоа. Замислите, ви пратите сателит од не знам колку милиона горе, удри го такво луѓе и готово е. Мртав. Сега сите сателити веќе носат заштита и денеска има специјално оделение кое се вика Space Weather во НАСА или време во Вселена, кој го гледа сонцето и го наблюдува Мислам дека НАСА има лайв фит за сонцето, да. НАСА Sun Watch. Да. Нон-стоп. Имате слика секој 10 или 15 минути се Да, гледа. може да видите Да. The Sun Now. Еве го сил на со НАСА. динамика. Значи, бидејќи во тој Еве, случај кликнете на таа прва слика и ќе видите колку е активно сонце. Еве таа, на таа десно. Таа. Еве, гледате Значи- колку. Сите тие што ги гледате на Раб како вулкани, тоа се све ерупции на сонцето. Овој се мали. Ама кој ќе се случи некоја колосална експлозија, сега, пошто таа може да углавном не промашува, значи таа треба да се баш на кај нас. но ако има директно, тогаш е време за аларм. време за лар. Сега, Колку време од таква детекција, бидејќи неколку сати мислам дека неколку беше. часа имаме фора. Може и еден ден, мислам. дека. Ова е активност во ултравиолетово Да, тоа се зрачење. баш така, различни бранови должини. Во различни бранови должини. Така, каде што може да се следи Да. и какви се активностите на сонцето. Затоа ние мораме да знаеме. Ние не можеме да си дозволиме сега да се Еве ги сончевите пеги, да ви се снема. вратија, едно Да. време ги Да, гледаше, вчера ние- ги гледав, беа прекрасни. Кај ги гледаш? Телескоп? На твојот телескоп? Да. Си има Напочна. специјален филтер за сонце, многу Да. се убави. Колку убаво се гледа овие детали. Јас пошто Иначе во една оваа гледав точка вчера цела земја може од да 11, да значи 5 сати ги имам наблюдувано, дури ми беше криво што не си понесов некој молив ова да ги цртам затоа што тој горниот пик имаше тој на тоа средина, тој горното као џумкаше на тоа на средина, тука кај што се како се движеше, онака се оцепи, па се одрли, па пак се спои со него. Беше. Ја наблюдував со саат. И сега да те прашам, зошто не слетаме на сонцето? Кој ќе се стемни. Се сеќаваш на Алиджи? Вика, многу е жешко, па слетајте ноќе.
Па И тоа тоа не е. со директорот на НАСА. Не. Треба да го видиш тоа, ќе се скинеш од Па смеј. знаеш ли, тоа не, тоа е виц од други има од време на Варшавски пакт кога се собрале да ги победат американците пошто слетале на месечини. Сега како да ги соберат? Брежнев ги собрал, Абе, тоа Хрушчов ги собрал. Ајде сега кажете сите и Тодор Живко се јави. Јас знам како вика ќе одиме на сонце, вика луѓе, знаеш ти колку е жешко таму, вика директор вика, тој председател вика ноќе ќе оди. Ја таму иде тој виц. Ја го брзам така сега, можеме, ама Едина радосна вест е дека не сме многу популарни кога збориме за наука. Овој народ е многу понапнат за политика и за теории на заговор, но јас сепак ти благодарам. Она што ме радува е што сите овие илустрации ни ги дозволи Facebook, не ни го бутна стримот. Тоа вака го внимаваме, сепак ќе остане ова како сведоштво. Да завршиме со сондите за Меркур и Венера и тука уште еднаш само да спомнеме за Меркур, знам дека иде сега на Бепи Коломбо, ама таа мислам дека за 5 или 6 години да стигне таму. И за не сум баш немаме у моментов орбитер таму нема, некако? заврши Месенџер, заврши. Месенџер, па не Тој е заврши. Месенџер. Не, тој заврши. Тој заврши. И фасцинантни работи, диаманти, чуда, што зошто толку фасцинираше Меркур? Па прво научивме многу за површината на ова, за различен состав на Меркур, научивме дека има и вода дури на Меркур на половите. Многу други работи. Сега се мислам дека Меркур дали орбитира околу својата оска? Да, за 88 дена. 88 дена. А 176 мислам дека беше околу Сонцето. Или 186. Добро. Но бидејќи е како најблиска планета, претпоставувам дека најекстремни температури има таму или да, најекстремни во превод ден и ноќ. Значи таму кај што е ден негде околу 400, а таму кај што е ноќ минус 150. Но уште поинтересно е што Венера е пожешка. Венера пожешка заради атмосферата. Значи тоа ние нели овде кај што се внимаваме сега ова глобално затопнување и ефектот на стаклена градина, таму ефектот на стаклена градина забегал до крајност. Но како на пример како тоа на Венера притисокот е поголем на површината од што ние да се симнеме во Маријана Тренч. Не, 1 километар. Значи као ние да идеме 1 километар под нашата површина на вода. А така, 1 километар. Не, значи негде 90 атмосфери. Но сепак не е тоа вода, сепак е само водена атмосфера, да. Тоа е и тоа жештено е скоро 500 степени. Толку е густа атмосферата. Толку е густа и во главно составено од јаглерод диоксид и многу е густа, има многу интересни дождови од оваа сулфурна киселина што ни се наоѓа во нашите акумулатори. Меѓутоа никош не паѓа на површина, затоа што таманче се скондензира, почнува да паѓа надолу, почна жешко да делува, пак се истопи и така. Тоа е циклус како кај нас имаме циклус на вода, таму има циклус на сулфурна киселина. Но интересно е дека најголемите созданија кои ги имаме за Венера беа од руските сонди. Зошто дали има нешто зошто русите инсистираа да отидат толку таму и они успеа 7 или 8 мисии и проба, ама само една успеаше толку... 20 на минути. Па тоа температурата и притисокот не можеше да се издржи. Ама што беше мотивот, на пример, за Венера толку зошто не од добро, окей. Сега има американците треба да за 2029 треба да пратат две мисии. Зошто не испратија до сега или доволно беше ова русите што знаете што како Венера баш не знам колку е инспиративен свет затоа што е стварно иако има многу убаво име, она носи Венера носи име по римската божица на љубов. Али е еден од најужасни сега кога би ја крстила би сигурно била по некој бог на пекол, Хад или така нешто. Да. Или Плутон мислам дека но во оваа трка влего и кинезите. Иако заради медиумски отпраки и пиар, они имаат своја сонда на месечината која функционира и на Марс имаат. На Марс имаат ама ние лендер околу од CNN нема да слушнеме ние за ова, а они немаат таква пропагандна машина. Така што малку знаеме. Интернет ние. Пазите, знаете како, ние знаеме дека кокошка снела јаја, што вика кокода, она кој не вика кокода, ние нема да ја дигаме да бараме јајци испод неја. Така да, кој вика кокода, таму ќе бараш јајци. Така да, мора малце да се испалиш дека ако си добар си, што имат и кинезиве, има дури и арапите имат една орбитер. Ама мислам дека тоа беше руско-јапонска соработка некоја, па им го пушти.
Ама добро, сигурно си и арапите имаат свој дел од тоа што направија. Има многу соди кои се интересни, мене ми се интересни овие што се штиат према Доста беше интересно со кинеската кога виде еден објект кој изгледаше вештачки направен коцка. Ама добро беше, па заинтересира, пак знаеш луѓе, испадна дека обичен камен, нели, оддалеку. Како кажу мои срби, ljudска машта раѓа свашта. Така да Не, фотографијата беше легитимна. Стварно, она кога го погледнеш. Кој ќе ставиш у пиксели, после видовме дека карпа и тоа баш така, коцка. Да, кој ќе ставиш у пиксели. Да. Но треба да го гледаш Moonfall филмот и да се открие дека месечината е вештачко тело, уствари сателит од елиените кои кружи околу нас и не наблюда и у дадено време ќе излезат од таму, а и таму се сокриени нацистите кои побегнаа со ракети, со Фау-3 и се таму се кријат. Вие ништо не знаете. Шега на страна. Марс е следната голема дестинација. Реално се рече и на самиот почеток, бараме место за слетување, но тоа место мора да има многу работи, а најбитната работа во се е да најдеме вода таму. Вода има сега на Марс. Тоа е интересна работа. Не е дека на Марс немаме проблем со вода. Сега овој како се вика ровер сега што е таму, имаше еден удар се вика Мокси. Тоа беше еден мини генератор за правење на кислород. И тоа го дори успеавме да направиме. Значи ние денеска знаеме механизмот како на Марс да направиме кислород да можеме да дишеме. До таму сме дојдени. Знаеме на Марс како да го летаме хеликоптерче. Таму имаме едно хеликоптерче и кој премина сите очекувања. Дрончето. Баш така што би ние рекли. Фантастичен дрон. Да, значи многу работи научивме. Сега останува некој да се осмели. Сега проблемот е што НАСА сака да прати луѓе и да ги врати, додека мислим тоа нема приоритет на Маск. Тоа ќе биде на Маск нема, на Маск е приоритет да ги однесе таму и кој преживи причаќе, а не само тоа, да, бидејќи многу ќе биде тешко враќањето и просто е невозможно во овој сегашен момент. Елон Маск добил толку многу понуди да луѓе кои се спремни да отидат и никогаш не се вратат. Ја и ги разбирам. И нив им е јасно и дека е тоа нели нешто како старите овие што морнари кои иделе со Магелан, знаеле дека многумина нема да се вратат, и Магелан не се вратил. И така цела Америка денеска што постои е, како се вика, населена од една мисија која е тргнала, мислам дека од Холандија, кој се вика брод се викал Mayflower, така се вика, тоа дошле 200-300 луѓе, од кои останале 2-30 реално да што преживееле и затоа го слава тој Thanksgiving, затоа што индијанците им покажале како да не умрат од глад. Да, и дале малце поедет, узми да не бацимо свињева. Ги научиле, се шегувам, ги научиле како да садат пченка. Тоа е. И преживеале и мислим дека слушнав податок дека околу 20% од денешни американци носат гени од тие 20-30 луѓе што преживеале. Да сте живи и здрави. Од утре почнува курсот, воведен курс по астрономија. Заборавме да кажеме дека со тие пари што ќе платат више ништо нема да доплаќат, значи се друго им е платено. Значи натре урачунато скрипта, одење планетариум, одење како се вика на наблюдување, се им е платено, така да нема да имат никакви додатни трошоци. Еве го и уште еднаш. Да, тука може на астрономија, тука имате, тука имате да популите формулар, ама не морате, ако сакате можете да дојдете сега, мислим дека више нема да има проблеми. Така да може да дојдете и ќе се надевам дека ќе ве послужи времето, затоа што умеѓувреме ми пристигна вест дека се спрема голем циклон и ужасно невреме ќе го зафати регионот во наредниот период, ама се надевам дека за први 10 дена не ми треба, затоа што први 10 дена, први 2, 3 или 4 предавања се воведни тука и да биде убаво време, не можеме да ги носиме пред да ги подготвиме. Не можеме први 2 часа да ги носиме. Тек после таму од четврто предавање натаму, прво ведро време користиме за да одиме на терен, а после тоа ги носиме планетариум и така натаму, така да и плюс ако има некој вореден настан, ако има некој транзит, обично ќе ги повикнеме луѓе дојдете таму, ќе снимаме тоа и тоа да видите како се работи и така натаму. Но тоа се зависи од нив колку сака да се вмешат во тоа, ќе видат како се отвара телескоп, како се затвара и така натаму. Ти благодарам за гостувањето, лично заради мене, ова ми представуваше благодарам што ме повикавте. Секако вистинско задоволство и се надевам дека ќе се видиме и во иднина за некои интересни работи понатаму. Многу успех.
Пратете ли, ние обично прво на Facebook највише таму, онда и на нашиот вебсайт, тука ги стекнуваме сите најнови работи што се случува горе, а и што се случува доле кај нас. А, драги мои, кога ќе заврши курсот, Радан Митровиќ редовно можете да го сретнете во центарот на градот, на плоштадот. Он е таму со неговиот телескоп, преку кој можете и да погледнете небески тела кои во моментот се видливи од таа позиција. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.